Денеска православната црква ги празнува светите маченици Евтропи, Клеоник и Василиск, светата Пајмука Египетска и една непозната девојка од богата куќа во Александрија. Светите маченици Евтропи, Клеоник и Василиск му биле другари на светиот Теодор Тирон, па кога славниот Теодор славно завршил, тие останале во самица по него и не биле за долго време осудени поради смената на царскиот намесник во градот Амасија. Кога стигнал новиот намесник, уште понечовечен од својот претходник, наредил да му ги извеле овие тројца. Сите тројца биле момчиња, и тоа Евтропи и Клеоник родени браќа, а Василиск роднина на светиот Теодор. Но сите тројца, според братската љубов, биле како родени браќа. Така и пред намесникот рекле: како што е светата тројца неделлива, така сме и ние по верата неделливи и по љубовта неразделни. Залудни биле сите ласкања од страна на намесникот, залудни биле неговите обиди да го подкупи Евтропија. Најпрво овој го повикал на вечера со него. Евтропи го одбил говорејќи од псалмите: блажен е оној човек што не оди на совет безбожнички. Потоа му понудил огромно богатство, 150 литри сребро, кое што светиот Евтропи исто така го одбил, подсетувајќи го намесникот дека Јуда поради сребро душата своја ја изгубил. После сите обиди, тормозења и маки, првите двајца биле осудени на распетие, а Василиск на исекување со меч. И двајцата браќа биле на два крста распнати, за кое тие му оддале слава на Христа, што ги удостоил на онаа смрт со која и он умрел, а третиот, Василиск, со меч обезглавен. И сите отидоа во царството на радоста, каде што ги чекал нивниот војвода, светиот Теодор, пред нив прославен од Христа Господа и победоносецот. Пострадале чесно во 308 година. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, Воскреси
изволиви спасенија нашего ради, во плоти ти сја од свјатија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи висја, распнисјаже Христе Боже, смертију смрт поправи, един си свјатија Тројци, спрославляеми Отцу и Свјатому Духу, спаси нас. Светата пија мука египетска. Заради Христа не сакала да се омажи, туку се предала на подвижништво во куќата на својата мајка. Земала само малку храна и тоа секој втор ден. Времето го поминувала во молитва и во созерцание. Имала дар на видовитост. Се упокоила мирно, армасувајќи ја душата своја на Господа околу 377 година. Непозната девојка од богата куќа во Александрија. Имала добар татко, кој претрпел многу и лошо завршил, и лоша мајка, која добро поживеала и умрела во мир и била погребана со почест. Во недоумие дали да живее според примерот на татка си или по примерот на мајка си, оваа девица имала видение, што ја открила состојбата на таткото и мајката во другиот свет. Татка си таа го видела во Царството Божјо, а мајка си ја видела во темнина и во мака. Тоа не ја определило целиот свој живот да му го посвети на Бога и слично на својот татко да се држи до законот Божји, без оглед на сите спротивности и неволји што ќе треба да ги претрпи, и го одржала законот Божји до крај, со Божја помош и се удостоила на Царството Небесно, во кое се сретнала со својот боголюбив татко. Поуки од светите отци. Во очајание и безнадежност вообичаено не фрла многобројноста на гревовите, туку душата без Бога. Свети Јован Златоуст.